Па дали просторот е изготвен, тоа треба да ги прашате тие кои што преговараат. Ние многу повеќе можеме да зборуваме за потребата од еден таков орган, од причини што очигледно е дека досегашната работа на судовите и судиите не покажа голема независност и голема непристрасност, особено во оној дел тамо кај што станува збор за предложените мерки и во оној дел што значи образложение и во оној дел што значи аргументи за донесената одлука. Сите меѓународни документи, целокупната национална легислатива бара да се презентираат аргументи или причини за донесената одлука. И вие, новинарите и тие органи, многу малку се занимаваа со ова прашање и лично сметам дека покрај овозможување на независни и непристрасни суди, кои што ќе имаат интегритет да постапуваат по предмети, без да бидат под притисок на било која политичка опција, треба да се имаат во предвид и исполнување или извршување на она што се и сегашни законски обврски и она што се меѓународни обврски, првенствено мислам на Европската конвенција за човекови права и она што значи пракса на Европскиот суд за човекови права. Ние имаме ситуација каде што таа пракса не се применува таква каква што е, обратно од тоа, особено во делот за медиумите, меѓутоа веројатно колегите од делот за медиуми малце повеќе тоа можат да го образлагаат и би требало они малце повеќе да се занимаваат со тоа прашање. Меѓутоа, она што е особено важно во дадената ситуација, значи она што е најбрза акција, тоа е овозможување на специјалното јавно обвинителство, како што рече колешката, да постапува без било какви обструкции и од друга страна веќе да се одлучи што понатаму по однос на постапување на судовите и во кој контекст тие ќе постапуваат независно, непристрасно и со тој одреден интегритет. Судиите до сега имаа можност да прикажат што значи новиот закон за кривична постапка, кој што на овој или оној начин они беа многу добро обучувани, одеа на голем број на семинари во земјата и надвор од земјата, меѓутоа за жал не покажаа доблест да тоа директно во пракса го применат. Во една таква ситуација се наоѓаме како што беше со специјалното јавно обвинителство. Обвинителството не покажа доблест да ги работи овие предмети, односно соодветно да постапува. Очигледно дека и судството има проблеми со тоа и заради тоа размислата за еден специјален оддел е многу присутна и лично сметам не само како судија, туку и во однос на она што е документ за кој што сега зборуваме, што поскоро тоа се направи, е подобро за ефикасноста во постапувањето само по себе, меѓутоа и за ефикасност во разрешување на оваа криза. Ние постојано се вртиме во некој круг. Се додека не добиеме една одлука, каква сака нека биде таа одлука, меѓутоа да биде презентирана и да има причини за донесената одлука. Постојано ќе имаме проблеми околу постапките на судството и оценката ваква независна каква што е. Само тука би го спомнала и Уставниот суд, кој што треба многу сериозно да се позамисли и да види во која насока и како постапува. Селективното постапување никому не носи добар пристап. Барањето да одлучи што по однос на законитоста на специјалното јавно обвинителство, односно уставноста, е приоритетно прашање и тоа во исто време ќе биде и одговор за поставените фундаменти за специјалното оделение во судството. Благодарам. Се скрши силното влијание, силната владина рака врз овие институции?
Значи, по мене, влијанието може да се исклучи исклучиво со презентирање на аргументи и причини за донесената одлука. Кои што аргументи и причини ќе бидат презентирани. Компаративен пристап во секој дел е така исто потребен. Значи, ако мерката притвор се применувала многу долго време, сега треба да се каже зошто во конкретниот случај нема таква мерка притвор. Да се наведат причините и на крај, она што го споменав, директна примена на Европската конвенција за човекови права во секој сегмент. Ние имаме многу простор каде што таа конвенција и во сегашни прилики може директно да се примени. Дел од постапките, затоа и го спомнав Уставниот суд, треба да се прошири и надлежноста на тој суд. Не може тој суд да не постапува во оној дел што му е сега дадена надлежност и, ако сакате, во оној дел каде што согласно конвенцијата и согласно пристапот на сите земји во регионот да постапува. Сите земји во регионот имаат можност да поднесат уставна тужба или жалба или апликација, името воопшто не е важно, каде што Уставниот суд посебно ќе одлучува за одредени права и слободи. Македонија е единствена земја која што има многу рестриктивна надлежност и таа надлежност што ја има не ја извршува. Ние скоро да немаме одлука во оној дел што значи човекови права и слободи, каде што и е дадена надлежност на Уставното судство.